Ви благодарам на сите кои што останавте денеска да го слушате овој панел, кој што според мене може би со малку себична, меѓутоа ќе кажем дека има најголема тежина. И честа ми припадна токму мене да зборувам со вакви жени кои што оставија и се уште оставаат пелек во Македонија. Овој панел на Халкбанк има за цел да се постигне вперување на светлата кон повозрасните жени кои имаат стекнато особено животно и професионално искуство во својот домен на делување. Затоа со право велиме дека овие жени се вистински чувари на мудроста, а нам ни е од исклучително значење да ги слушнеме нивните совети и нивните размислувања. Поддржувањето на овој панел од Халкбанк е во рамки на кампањата да ги слушнеме и гушнеме. Зрелоста и искуството се благослови полни со лекции кои помагаат секој нов период од животот да биде подобар. Нашите инспиративни соговорнички ни ги пренесуваат личниот животен пат, своите најголеми успеси, грешки, избори и лекции кои вреди да бидат пренесени. Денеска мои учесници се жени кои, како што би рекла мојата прва соговорничка Лијана Грџо-Дамовска, успеале со својата работа квалитативно да го подобрат животот на други, на различни начини да предничат во заложбите, преминувајќи ја границата на професионален успех. Лијана Грџо-Дамовска, уредничка во Дневник, главниот говорна уредничка во Теа Модерна, магазинот Леона и Вечер. Славица Божиновска, доајенка на македонското спикерство. Гордана Зафировик, сертифициран терапевт и предавач за техника за емоционална слобода и фенг-шуй консултант. И дипломиран инженер-технолог. Бедија Беговска, доајенка на Турскиот театар и на македонското глумиште. И професор доктор Виолета Ачковска, историчарка и универзитетска професорка. Молам да ги поздравиме. Значи, ова нема да биде класично испрашување или интервју. Јас би ве повикала на секој прашање да се вклучите како ќе се осеќате природно дека треба да се вклучите. Ќе почнам од Гордана заради тоа што мора од негде да се почне. На кој дел од вашата кариера секогаш се навраќате и сте особено горди? На секој чекор. Микрофонот се мола. Да, вклучен е. На секој чекор заради тоа што како има Поблиско само вака. На секој чекор заради тоа што почнуваме како децата мали. Прв чекор, втор чекор и потоа. Поблиско само во мола, мислам дека не се слуша. Сега добро е. Да. Си слушате и својот глас. На секој чекор. На секој чекор ми се чини дека раснеме, учиме нешто, добиваме полки, некој пат паѓаме, ама секој пат е најважно да станеме и да одиме понатаму. Како се одлучивте толку... Не се слуша? Да. Мора погласно да зборувате за да можат да ве слушнат сите и малку поблиско микрофона, да јас слушам кога мојот глас не се слуша во позадина. Како се одлучивте токму за оваа професија која што и не е толку стандардна не само во Македонија, претпоставувам дека и во целиот свет? Мислите како инженер или како фенг-шуй советник? Сега сте фенг-шуй консултант. Да, сега сум фенг-шуй консултант, меѓутоа моето образование беше да завршам сите тие, како кажам, чекори, а фенг-шуй си дојде така случајно во мојот живот. Не знам. Верувате во случајности? Верувате во случајности дека случајно дошол? Да, апсолутно. Апсолутно. Ништо не се случува случајно, туку со некој предодреден пат и така треба да биде. Така, професор Качковска, на кој дел од вашата кариера се навраќате? Ја ќе ви го повторам повторно прашањето и сте особено горди? Има многу моменти, но најмногу сум горда со тоа што успев да совладам огромна документација кога го пишував мојот докторат. Тоа беа денови истражувања во Софија, во Белград, во Лјубљана, во други архиви. Замислете си само еден фонд од тоа истражување на таа архивска документација. 260 кути, 290 кути. Значи тоа биле можеби за 2-3 илјади кути архивска граѓа да ја прегледате. Во секоја кутија по 1000 до 2000 листови. Сега кога би се вратила на тоа, никогаш не би можела да го направам. Значи тоа беше најголемиот предизвик, да совладате на огромна, тешка документација и од нејзе да составите некаков докторат. Не е важно, но сепак мислам дека тоа ми беше најголемиот предизвик како историчар. Благодарам. Јас
би сакала да бидеме чуварки на мудроста, со оглед веројатно тоа се очекува со оглед на возраста на која сме. Меѓутоа, пред да отидам во пензија, си барав алиби, односно разни поговорки кои потоа мене ќе ми бидат као флоскули кога ќе ме прашаат зошто одиш и така натаму, и старост, ова младост, лудост, старост, мудрост. Меѓутоа, кога просурфав и прочитав дека на секој илјадити, да речам, возрасен човек кој е во пензија, само еден е мудар. Сакам да речам дека се надевам дека оваа дискусија сепак ќе има нешто мудро што ќе кажеме. Прашавте на кој период се навраќам, па јас не ми треба да се навраќам, ја го живеам новинарството секој ден и такво какво што беше и на тие што веќе ги нема, затоа што весниците, јас почнав во Македонско радио, па потоа отидов сум во првиот тим основачите на најтиражниот и независен дневен весник во 1996 година кој беше формиран дневник, кој тогаш беше исклучително важен за развојот на демократските процеси во земјата. Таа улога тој изворедно ја изврши, меѓутоа и нешто друго. Не само што влијаеше на демократските процеси, тој влијаеше и на создавање на вредносен систем и критериуми во преку анализи, коментари и така натаму. Имам напишано, можеби, не знам, повеќе стотици коментари и анализи, особено за културата. Инаку по професија сум дипломиран новинар, инаку сум магистар по културолошки науки. И сакам да речам дека тие анализи, многу ми е драго што новинарите имаа силно влијание и нивниот став врз културниот живот и културните текови и културната стратегија на државата. Особено што тогаш и како и секогаш културата секогаш немала пари, кубурела со пари, меѓутоа на иницијативи на новинарите, на весникот и така натаму, се формира значајни фестивали кои се уште траат, каде што ние сме имале активен придонес. Кога викам ние, многу не се чувствувам убаво да речам јас, затоа што тоа е тим. Тимска работа, така. Да, секако. Тоа е тимска работа со која вие делите исти ставови, не мора да се скроз исти, слични ставови, меѓутоа имате иста цел, да направите подобро културно, обштествено, праведно некакво живење. И драго ми е заради тоа, уште повеќе што струшивме тогаш и уште една голема заблуда, тогаш јас, например, имам напишано можеби 10 и повеќе текстови дека книгата не се чита, дека е загрозена и така натаму. Меѓутоа, оној момент кога Дневник издаде томови книги и со приступачна цена и продадовме 550.000 тираж книги, веќе немавме аргументи да пишуваме дека книгата не се чита, затоа што книгите се читаат, ама треба да бидат достапни. Да не задржувам, меѓутоа сакам да речам и потоа и теа модерна која исклучително ја сакам, имаше тираж повеќе од многу дневни весници, сега да не зборувам, и тогаш имаше тираж повеќе од дневните весници, имаше силно влијание, особено на развојот на жените беа главните ликови во нашите во весникот, во списанието и тоа даваше силен импулс на тој еден поинаков не поинаков, на тој женски свет и женска емансипација и така натаму, и што мене особено ми е драго. Има уште многу што да се каже, меѓутоа мислам дека доволно. Ви благодарам и за тоа што го направивте толку години за жените.
Славица Божиновска, македонска телевизија, 36 години, импресивна кариера. 39. 39. Ве молам, Извинам. Ведрана. 2-3 плюс ова од радиото, веројатно се тие првите години кога сте почнала. Пред 6 години, пред 6 месеци се извинувам, отидовте во пензија, официјално. 1 јули, од 1 јули сум официјално во пензија, од сега, оваа година. Се чувствувате како пензионерка или сакате да го продолжите вашиот? Не, никако. Никогаш нема да се чувствувам. Прво ви благодарам, Ведрана, што учествувам во ваков панел. Ги поздравувам присутните. Честа и наша, благодарам. Да, и работевме и со тебе, Ведрана, така бевме малку време колешки. Еден период, 10 години. Така. Беше прашањето на што сум горда. На кој дел од вашата кариера секогаш се навраќате и сте особено горди? Па вака, јас 17 години бев официјален спикер на македонската телевизија на Вести. 17 години читав туѓи текстови. И наеднаш требаше да бидам новинар. И да ги читам моите текстови. И навистина сум горда, така, имав малку и трема и недоверба и од едно работно место да работиш нешто друго, но навистина сум горда затоа што после тоа работев во утринската програма како водител, ја правев емисијата за екологија, имаше утринска програма Матине, Викенд, Утро и на крај работев Трета доба, емисија за пензионери. Кај нас во Македонија нема таква емисија, се уште постои на македонската телевизија, ја води друга колешка и навистина сум горда, бев уредник на сите тие емисии и така кога сега од оваа временска дистанца, значи кога без потреба сум била под стрес, како да ви кажам. Кога работиш толку време и кога читаш други текстови, ти веќе знаеш и што треба да напишеш. Јас кога читав Вести, не знаев кој го пишувал текстот, кој новинар, јас по текстот знам кој новинар е. Дежурен во информативната програма, затоа што им го знам веќе стилот. Така што и читањето текстови не е лесно, верувајте. Треба да знаеш како да го прочиташ, несреќа, среќа. Имало денови кога навистина сме работеле и по цела ноќ кога беше војната во Југославија, дежурства, така што пака кога сега секе резимирам, во суштина сум среќен човек. И во приватниот живот, и во професионалниот. Ја работам работата и сум ја работила што ја сакам. Инаку да кажам, јас сум колешка на Виолета. Дипломиран професор по историја, но верувајте, во новинарството има многу историја, така што тоа многу ми помогна. Ви благодарам многу. Господја Бедија, твојлата? Значи, на што се навраќам и на што сме горди од нашето минато. Лично јас како човек, како жена, како мајка и се она што значам за себе и за другите, она на што се навраќам, сметам дека е моje лично и не знам дали некому би му значило тоа јас да го кажам. Меѓутоа, јас моето навраќање и мојата гордост секогаш ја гледам во туѓите очи. И тие очи се моето огледало. Ако на нив им оставило впечаток нешто, нешто од што научиле или чуле па им помогнало или им се допаднало и така натаму, тогаш тоа представува мојата гордост. За мала илустрација, се сеќавам еднаш еден колега од Македонскиот народен театар ме сопре на улица и така со еден строг глас ми рече: Бедија, па ти ми го имаш скратено животот 10 години. Викам, јас на тебе, па не се ни гледаме. Ма не вика онаа представа Кавказски круг со креда, вика, кога одеше на тој мост, одев по еден висечки мост, кој беше многу висок, и малтене се граничеше со хазардерство одење на тој мост. Немаше никаква заштита и требаше да глумам дека паѓам од тој мост. Меѓутоа се беше предвидено, се беше изрежирано и публиката представата вака ја гледаше нагоре. И кога јас ќе ја направив таа сцена на паѓање, уствари ќе се фатев, целата публика реагираше во еден здив. Сите така и беше многу стресно. Но, за да тоа биде публиката и за вас, верувам. Таа креација, тој момент на глума и така натаму на емоција, треба да се долови, да се одигра добро и тоа да му остави впечаток на гледачот во секој поглед, нели? И како актери, како човек кој се осмелил нешто да направи, така натаму. Така да, мал заклучок, значи,
Многу повеќе сакам кога моите успеси ги гледам во туги очи, во туги реплики, во туги признанија и така натаму. Ми се случи да добијам огромни награди за овие 2 години, меѓутоа многу повеќе ми значи како некој тоа го коментира, не јас да велам, знаете што јас добив ова. Како некој гледа на тоа, дали има замерка, дали го гледа со оправдани очи. Може би затоа што ние како припадници на една исклучително креативна уметност сме многу посензибилни и затоа така или сум јас така чувствителна, па многу ми значи нивниот начин на кој гледаат на моите успеси. Не знам дали одговорив на прашањето. Секако дека одговоривте, кога ги споменавте наградите, не можам да не ви честитам за наградата за животно дело Војдан Чернодрински. И 11 октомври. Инаку уште нешто. Пак една мала анегдота. Доаѓа еден татко на ученик и доаѓа кај учител. Тоа е црногорска анегдота. Вика, кажи ми те молам како го викнале. И вика, вашиот син вика не учи добро. Стварно? Вика, што прави? Дали слуша на час? Слуша. Дали е воспитан? Да. Дали се тепа со другите деца? Не. Дали вас ви прави проблеми? Не. Па што е проблем? Па вика, има единици од ова. Јас добро сум го воспитал својот син. Вика, тоа другото, да ги научи лекциите е ваша работа. Така да... За уметниците велат нема пензија. Дали се служувате со тоа? Па јас сум доказ за тоа. Мислам, јас сум во пензија веќе... Извинете, ако сум предолга, ќе ви одстапам збор. Слободно можете, после ќе ја прашам историчарите. Уште 2008 година почнав да се подготвувам психолошки. Зошто? За пензија, за пензиските денови. Зошто? Затоа што гледав колеги кои излегуваат во пензија и беа страшно депресивни, тажни, статични, затворени, така натаму. И реков, си дадов збор дека не сакам да бидам таква. И се запишав на курс за ликовна уметност и навистина добро цртам, со ова можам да се пофалам. Меѓутоа, не можев да продолжам да се бавам со тоа, затоа што набрзо после тоа требаше да снимам една многу долга серија, така тоа малку го баталив. Но, почнав да се бавам откако излегов во пензија со планинарство, учам руски, одам на курса и ви по руски се уште. Браво. Одам на планини, планинарам, пешачам, одам на представи, пеам во хор и така натаму, значи препорака за да бидете мудри, мислам стварно немојте да мудроста е уствари доаѓа со годините и ако не сме ја научиле таа мудрост, тогаш зошто да не си го исполнуваме тоа наше мудро доба, да не го трошиме за, што би рекле србите, буди зашто. Креативно да го исполнуваме. Бидејќи Ајнштајн го рекол што е интелигенција? Интелигенција вика не е поседување на знаење, него да сте креативни. Кој колку може, како може? Креативност е и да умеш да се качиш на планина и тука бара некоја способност, нели, ако не креативност. Или да береш билки па од нив да правиш чаеви, така натаму. Извинете што бев долга. Не, микрофонот само. Оптимизам, се надевам дека малку ќе влеам оптимизам, ако имав дека млади луѓе еден ден кога ќе дојде, мислам кога ќе подостарат, да не се предаваат оти. Сите години имаат своја вредност и квалитет, а тоа зависи од вас како тоа ќе го направите. Благодарам. Би сакала да се надоврзам околу пензионирањето. Јас си отидов малку порано во пензија, бидејќи сметав дека треба малку во животот да си го посветам и на себе си, а не на работата, бидејќи работев по 12 сати во сабота, во недела, тоа темпо не можев повеќе да го издржам. И за разлика од моите колеги кои трауми доживуваат на 67 години кога ќе одат во пензија, јас си отидов многу стрикна на 64 години, ми беше многу убаво. Секогаш има начин и време како да се го исполните тоа пензионерско време, да кажам условно. Тоа е најубавото време од животот. Барем за мене.
прв пат во животот има време за себе, си се навратив на поезијата, бидејќи во гимназиски денови пишував поезија, си објавив сега 2 збирки поезија, имам уште 2 за објавување, недовршени книги, статии кои седеле во компјутерот со година, ама јас не сум имала време заради ангажманот со студентите, со професионална работа и сега верувајте, уживам во тие денови кога си седнувам без никакви обврски, со љубов да си го пишувам тоа што секогаш сум го сакала. И затоа пензионирањето. Браво. Веројатно, слушајќи ги овде, моите драги соговорнички, излегува дека пензионирањето е, нели, добро доба од животот. Јас За кого како, очигледно. да, за кого како. За нас најдобро. Јас го доживеав како слобода. Како нешто што ќе правам се што во животот сакав, а зашто нема време. Меѓутоа, сакам да ви кажам само дека една моја драга колешка, беше главен уредник на Дневник, ми се јавува за да ми честита за во пензија и ми вика: ти честитам, ама зборот не ќе да го спомнам. Не ти личи мене. И ова, му викам, зависи, дај ние ќе го рехабилитираме зборот. Ја веќе му вратиме дека пензионирањето не значи дека ние се збогуваме со некој дел од животот. Ние само го збогатуваме животот. И тоа е, се надевам дека на сите тоа ќе. Благодарам. Да ти е мерек да си во пензија. Да. Извинете, не ве слушам. Викам да ти е мерек да си во пензија, вака слушајки како е тоа убаво. Колку е убаво. По годините си доаѓаат. Повели, Гордана, може да се вклучиш со пензијава. Вие претпоставувам дека вашата работа се уште работите како фенг шуи консултант и дека не се оди во пензија со тоа. Единствено вие кога ќе одлучите. Фала му на Господа. Мене ми е потребно нешто да работам. Денеска да знам зошто сум станала и кој ќе легнам навечер, а денот беше во ред. Убаво е да си во пензија, ама мене ми беше многу досадно и мене ме пензионирава година и пол порано, мене тоа ми беше права катастрофа. Јас сакав да работам, ама фирмата се затвори и останавме без работа, добивме пензија, ама повторувам, многу сакав да работам подолго и многу жалам што тоа ми беше одземено, ама тоа така требало да биде. Малку атипично и поготово за една жена, ама таква сум ја, да работам само. Супер, и тоа не одржава во живот, да бидеме продуктивни веројатно секој ден. Дали со работата или со нешто ново кое што сакаме да го негуваме. Зошто ми е денот и на крајот на денот да кажем добра беше. Продуктивен ден имав? Да. Мене ми треба исполнетост. Читам, пишувам, се дружам, имам фамилија прекрасна и пријатели и фала на универзумот, кажувам ја, на Господа. Благодарам. Би сакала сега да искоментираме некој совет кој што некој ви го давал и често пати се враќате на него во животот, без разлика дали била од мајка, од баба, од колешка, од некој кој што ви помогнал професионално или приватно, а најмногу оставило печат во вашиот живот. Првото што сум го добила, тоа е фамилијата, зборувај вистината и немој да лажеш. Лагата има кратки нозе, работи на себе и тоа ми беше звезда водилја, како се вика, во животот и затоа имам исполнет живот и се уште барам начин да бидам од корист на било кој начин, дали со фамилијата, дали со дружење, исполнет ми е животот. Сега доаѓаат години, доаѓа и слабост телесна или ментална, ама се уште функционирам. Супер, ви благодарам. Јас сакам да споделам едно сеќавање на мојот ментор за магистерската и за докторската теза, професор доктор Христо Карталов, кој за жал почина многу рано. Се сеќавам
дојде да ја брана магистерската работа, јас тоа го сметам службена работа, да помине побрзо и готово, како нешто што сум го направила, сум го сработила, завршена работа. И отидовме со сопругот, јас магистрирав, комисијата со мене и толку, никого не поканив. После тоа ме викна менторот и ми вика вака: слушај, Виолета, во животов има малку вакви моменти. Тоа е дипломирање, магистрирање, кога ќе ти родиш дете, вика, тоа се вика моменти во животот кои треба да се одбележат за да се паметат. А ја по телефон плюс и мајка ми, татко ми од Охрид ги викнав за одбрана. Им се јавив на телефон, јас магистрирав, толку беше. Не е ништо битно. И Само магистрирање. тој совет ми го даде мојот ментор и кога дојде докторската одбраната за докторската дисертација, тоа ваква сала преполна беше. Пола Охрид, тука сите роднини, пријатели, од Скопје пријатели, колеги, колешки, па таков џумбус сме направиле како една свадба. И толку спомени имам од тој ден и секогаш се сеќавам на таа мудрост на мојот ментор. Значи, убавите моменти кои се ретки треба да ги одбележуваме убаво, за да ги паметиме. По можност и по 3 дена да ги прославиме. Да си бараме секогаш повод за прослава, зашто да не и по 3 дена. Јас зборувам цело време во контекст на работата, односно за новинарството и мислам дека за тоа сум тука, за приватно, кога приватно ќе се држиме, би сакала што научив, како рековте да Совет. Совет. Пошто секогаш се враќате на. Да. Може само микрофонот малку поблиску за да. Да, веројатно тоа не беше, тоа не е совет класичен, меѓутоа кога на почетоците, кога се создаваше дневник, имавме често обуки од најголемите од сите агенции светски. Меѓутоа ние одевме на семинари во странство, каде што учевме за новинарството, како тоа да биде, што треба да содржи и така натаму. И сега, кога ќе видам некој дека ќе се пофали, особено на социјалните мрежи, ќе стаи, добив благодарница од Министерството за правда, новинар, и сите браво, честитки. И јас само тогаш не тогаш, и секогаш се навраќам на нешто што го научив на почетокот на кариерата, кои колегите веројатно не го научиле. Кога институциите, власта, кога за тие кои треба да ги критикуваш, и за да бидат подобри, да се подобрат, ќе ви дадат благодарница и ќе ве пофалат за вашата работа, тогаш земете дипломата по новинарство и скинете и работете нешто друго. Благодарам. Па вака јас нешто да се сетам, секогаш се сеќавам на мојот покоен татко, кога беше во подминати години и кога ќе станеше наутро, вика: фала ти Боже, уште еден ден. И што ти значи тоа од оваа дистанца? Одам да го живеам денот. И сега тоа ми се навраќа и навистина е така. Сега треба да го грабиме секој ден, да го живееме убаво, да не мислиме на ништо друго, него не знаеме утре што ќе се случи. И така тоа ми останува и секогаш се сеќавам на тоа: фала ти Боже, уште еден ден. Одиме да го живееме денот. А кога збориме за пензионирањето, многу бев среќна затоа што дочекав да се пензионирам. Јас сакам многу да патувам. А кога работев, нели, не можам толку да патувам. Мојот син живее во Канада. И јас бев таму, но многу кратко, по месец и пол. Сега, кој ќе им се тупнам 6 месеци да видам што ќе прават. Ете тоа. Ви благодарам. Што беше прашање? Совет на кој што се враќате најчесто? Кој што се го добиле од некој? Па може би не мајка? директно како совет, меѓутоа како сознание кое го носам, што рече господја Гордана, како и звезда водилка, е сознанието дека семејството е многу важен и битен чинител во нашиот живот. И значи благодарна сум на сите мои предходници во семејството, баби, дедовци, прадед, кои тоа сознание ми го всадува, не со совети, туку со покажување на начинот на кој го живеат тоа.
Што друго да кажам? Ете тоа сум благодарна. Значи да се надополнам. Јас секогаш сум била блиска со моите студенти, сум ги сакала како мои деца и секогаш сум била отворена за помош и професионална и лична. Често пати ќе дојде некој девојче раскинало со дечкото, па ќе се жали професор, ке што да правам? И викам вака, ќе земиш таз, на едната страна ќе ги ставиш лошите особини, на другата добрите особини од дечкото. Ако тежат повеќе добрите, веднаш да се помирите. А ако лошите повеќе тежат, бегај. Откачи го. А ако глумел дечкото, па све добри особини. Ако глумел дечкото, ако лаже, па све добри особини. Сега се бистри децата, не може Многу се да ги бистри. изрази. Слушат лажу. И уште една работа. Викам, како ќе ви биде успешен бракот од моите совети на студентите? Викам вака, кога ќе влегувате дома, сите проблеми од работа ќе ги оставите на работа. А кога ќе доаѓате на работа, сите проблеми од дома ќе ги оставите дома. Викам да знаете да го делите личниот од професионалниот живот. Иначе ако ги измешате, многу тешко ќе оди работата во брак. Токму тоа беше и следното мое прашање, мајки предвид дека сте сите успешни во својата професија, а воедно мајки, некои од вас и баби, што би им порачале на младите жени кои сакаат да имаат професионален и приватен живот и се борат да воспостават баланс меѓу нив? Слободно. Да веруваат во својот пат и да бараат поддршка од брачниот партнер и од фамилијата. Нажалост дојде време овдека веќе тоа не може без баби и дедовци или без било која жена или маж што ќе се грижи за останалите работи. Многу сме оптеретени ние жените. На нас останува се. Не сме ние жртви, ама тоа не е најверојатно историската задача. И јас сум горда што сум жена, заради тоа што мислам дека ние жените кои имаме, морам да кажам на англиски, оној survival benefit. Наједноставно природата ни дава нешто да бидеме толку исправни. Раѓаме деца, се грижиме за нив. Детето е мало бебе, мора да биде со мајка. Епа се уште еднаш. Поддршка од најблиските, од фамилијата и од општеството. Сепак во Македонија има инфраструктура која што многу помага на мајките, за разлика од Германија. Во Германија жена кога ќе роди дете треба неколку години да остане дома, заради тоа што нема вакви градинки како што има и нема баби и дедовци, и нема тетки. И тоа е платено во Германија? Ека тоа фали во Германија, нема поддршка од фамилијата. Нема од фамилијата, нема сите работат и има градинки, ама многу е тоа се скапо. Јас мислам дека ние во Македонија имаме многу повеќе отколку што се однесува до фамилијата, отколку тоа што е во Германија. Во Германија жените кои ќе родат 3 години дома седат, нема кој да ги чува децата. И мене ми се чини дека ние не знаеме доволно да цениме каква инфраструктура, какви поддршки дава овдека сега. Вакви се градинките, онакви се гради, ама имаме баби и дедовци. Уште еднаш. Да ни се живи и здрави. Да ни се живи и здрави. Многу е тешко за жена да има професионална кариера и семејство. Многу тешко. Секогаш ќе бидите помеѓу дали ќе превагне на едната страна вашата професионална работа или треба повеќе време на децата да посветите. Мене и денес ме гризи совест, секогаш викам можеби повеќе време требало да посветам на моите деца. Но јас моите деца од малечки ги воспитувам да бидат борци, да знаат дека животот има многу неправди, да се навикнат на неправдите во животот, за да не им биде тешко кога ќе одрастат. Инаку најубавиот, најсреќен момент во мојот живот кога успев да стана мајка, кога ја родив ќерка ми Марија. Тоа беше најубавиот живот. Нити една титула на светот не може да го замени мајчинството. Тоа е нешто најубаво кое се случува.
А сега ја имам најубавата титула баба на 4 прекрасни внуци, Никола, Андреј, Да се живи и Петар и здрави. Калина. Да се живи и здрави. Мислам дека не внуците даваат нова исполнуваат со енергија, среќа. затоа сте вака полетни. Да. А морам нешто Тие се најголемото богатство. Сем што сум среќна баба, имам и 2 правнучиња. Тоа е најголема среќа. Најголема среќа што една жена, една мајка, една баба може да ја доживее. Браво. Фала на универзумот. Па, да давам совети никогаш не сум сакала, затоа што тоа ми е голема обврска. Чувствувам дека, меѓутоа, од искуството, што можам да кажам, секој нека си ја работи работата што најмногу ја сака. Така ќе биде среќен, само кога ја работи работата што ја сака. Одној момент, кога мислев дека многу малку давам во смисла на дома, на детето, дека не сум го видела, дека детето ми пораснало, јас не го видов. Фала Богу, детето ми е големо. Тоа има свое дете и затоа ова пензионирање ми доаѓа во вистински момент да си посветам внимание на личниот живот на луѓето што ги сакам, не затоа што не сум посветила и тогаш внимание, затоа што ако не ја работев работата што ја сакав, па немаше да бидам среќна, затоа што тоа мене ме правеше среќна. Меѓутоа, останува тоа дека може би треба малку повеќе да бидеме со своите, затоа што на крајот на краиштата се останува во кругот на семејството. Благодарам. Па совет за младите, ајде не се повторувам, значи да си ја сакаат работата што ја работат, да бидат упорни во тоа. Кога збориме за новинарството, тоа е тешка професија. Секако бара многу жртви, откажувања, викенди на работа, а имате семејство дома. Но ако ја сакате работата, се е лесно, верувајте. Така што тоа би им порачала и да имаат поддршка од партнерот. Нели тука зборавме за равноправно, значи дома треба и мажот и жената да бидат домаќини, не само жената. Јас сум за тоа. Ако сакате да имате успешна, и исто така и за мажот. Значи, како може жената да го поддржува, така и мажот треба да ја поддржува жената за да биде успешна во кариерата, околу домашните работи, околу децата, мора да бидат равноправни. Следниот пат сите се мажите овде да го слушнат ово овие господи, не само жените. Жените повеќето го знаат тоа. Ви благодарам многу. Значи, жената меѓу домот и професијата, тоа ли беше темата? Јас мислам дека односот на жената и како се справува меѓу тие две области е многу зависи од, јас ќе речам сега вака, земјоделски израз, од почвата, каде што живее женското битие. Можете да ги имате истите амбиции, истите квалификации, знаење, мудрости и не знам што, и убавина, но средината во која живеете може во многу да ви одмогне или да ви помогне. Например, постојат социјално изградени држави каде што можете се грижат за вас, за вашите желби. Мене ми се случувало да имам желби и поддршка од машката страна и од семејството и така натаму, меѓутоа и значи и сум ја сакала работата што сакам, нели рековте дека е важно да се сака. Меѓутоа околностите, дали чинител од среќа, дали чинител од нечија љубомора, дали чинител од ситуацијата во државата и така натаму, многу чинители влијаат на тоа дали таа жена која се бори меѓу тие две области во својот живот, како ќе се справува. И сето тоа на крајот на краиштата зависи од секој како самата со тоа ќе плива низ својот живот. Например, многу ми се допаѓа системот во овие северни држави, нордиски држави, каде што, пак ќе повторам, тој социјален момент е многу благопријатен, благодатен, особено за жените, за децата. Таму децата не ги оценуваат, немаат стресови, немаат грижа за домашни, така натаму. Се случува во оквир на училиштето. Тоа е многу големо олеснување за мајките, нели? Нема стрес дали детето, ќерка ми работи во образованието и доаѓа дома секој ден потресена.
Значи има притисоци од родители, од така натаму, посветена работничка, одлична професорка и така натаму. Од стресовите што ги има притисоците, не може да дигне глава. Значи, не е доволно само да ја сакате професијата, него каде тоа се случува и како ви се случува. Некој дете го прашали како се добива млекото, например, нели денешниве деца, вика од тетрапак. Значи, до таму сме оттуѓени од природата, од да ги спојуваме практичното на децата, мајките, еве мајката е таа што тоа, ама ако средината тоа не ти го дозволува, како јас ќе градам меѓу моето семејство, приватно дома и професијата. Значи, многу зависи, пак велам, средината е многу важна, а особено денеска, особено мајките се под огромен стрес. Зашто? Не ми замерувајте овде, дека сигурно има многу луѓе од медиумите. Со таа шума од негативни вести, таа шума од само војни прикажувања, да, се случуваат меѓу нас. Меѓутоа, не се тоа единствените вести на овој свет, нели? Многу малку се дава на место на креативците. Еве, например, Србија има многу убав програм кој се вика Brains, нели, мозок. Ги промовираат сите одлични ученици, ама не на тој ќерката, па сега ќе го сликаме, или синот. Со сите доказни материјали. Добила диплома најдобар оратор, не знам каде. Француски зборувала, од Јапан отишла ваму, таму тоа направила, истражувала и пронашла нови пронајдоци, не знам што. Значи, креативни деца. Таа креативност се создава во здрави средини. Значи, на мајката е навистина прво во домот да создаде една здрава средина, меѓутоа многу влијае тоа. Не мора ни да искочи надвор, доволно е да гледа телевизија, да се потреси, да вика на децата цел ден, нели? Затоа што тоа нас не тангира, што се случува и околу нас и во светот. Многу е деликатно прашање и не можеме да одговориме само со своите лични искуства, и сите сме ние дел од нешто големо, од еден не само свет, него и универзум. Како пулсира тоа, влијае на нас. Така, затоа како се вели, светот не можеме да го промениме, но можеме промената да ја направиме во нас и ние да влијаеме колку толку индивидуално на светот. Сега си мислам дека сакаше нешто да додадеш? Не кажав колку е јак медиумот, тоа сакав да зборувам, и значи треба да се внимава што се емитува. Јас работев во македонската телевизија и верувам дека она е едно од подобрите, затоа што ги практикува образовните програми за деца, на другите програми што гледаме, освен филмови и вести, ништо друго не гледаме. И медиумот е многу јак, може да не направи подобри, а може и полоши да не направи. Затоа мора да се внимава. Така е, така е. Сакате да кажете уште нешто по вилета, значи мора да го завршиме уште малку панелот. Јас да ви се благодарам за учеството и доколку има некој совет кој што сакате да им го дадете на помладата генерација, не им го дадовте, да го завршиме тоа така. Еве јас ќе почнам вака. Сега прво овдека пишува Халкбанк, мислам дека на некој начин дали ваш поддржувач на панелот или спонзор? Да, поддржувач. Добро, организатор и така натаму. Зошто ќе ги спомнам? Затоа што сите гледаме телевизија и пред да преминам на Халкбанк, ќе кажам после зашто така го кажувам, например има реклами и за ДМ, нели, козметика се продава таму, пишува вака: овде сум човек, овде купувам, замислете. А ако искочам од ДМ да купам на друго место, не сум човек. Мислам, страшно лошо. Халкбанк има убава реклама, вика: луѓето се важни, луѓето се многу важни. И мојот совет е тие, сите луѓе се важни. Секој, може некој да е лош, меѓутоа може би има причина зошто е он таков, нели? И би советувала, мислам, не совет е голем збор, меѓутоа еве, моje мислење дека треба луѓето да шират радост. Ништо не е толку заразно како радоста. Споделувајте и тагата, има во животот се и болести и умирања, но и тагата кога се споделува се намалува, а радоста кога се споделува се умножува. Радувајте се. Множете, множете. Дали имате нешто да додадете слободно? Или може да го завршиме овој панел? Мислам дека заслужуваат огромна напол се вие жени. Ви благодарам.